Продолжуваме ние на истата тема. На Скайп ја имаме и Ангела Тасеска Михајловска од Националниот парк Галичица. Од Пелистер се селиме на Галичица. Ангела, се гледаме и слушаме. Добро утро за тебе. Каков див свет во моментов има во овој наш национален парк? Добро утро. Поздрав од убавините на Националниот парк Галичица. Во однос на дивиот свет, Националниот парк Галичица, нели знаеме дека изобилува со природно богатство, имаме голем број на разни диви животни. Најголемата популација од видовите припаѓа на птиците, но тука не се помалку изоставени нели цицачите, водоземците, влекачите и така натаму. Националниот парк Галичица активно работи на заштита на дивите животни. Секоја сезона спроведува во текот на пролетно-летниот период мониторинг на одредени значајни видови, каде што следиме состојбата, оценката на популацијата на тие видови, како што се големиот корморан, северниот потопник, дивата коза, еребицата и така натаму. Пред малку и Деспина од Македонското еколошко друштво спомена дека кога станува збор особено за националните паркови, заштитата и на националниот парк и на дивиот свет е прецизно напишана на хартија. Што е запишано и колку тоа се применува во пракса, Ангела? Па добро, нашата држава превзема доста мерки и активности кога се во прашање дивите животни. Тука ги споменувам, нели, ја споменувам законската регулатива, како што е Законот за заштита на природа, потоа Законот за ловство кој што ги регулира ловиштата и спречува криволов. Македонија исто така потписник на голем број на меѓународни конвенции, како што се Конвенцијата за биолошка разновидност, Бернската конвенција за зачувување на дивиот свет и живеалиштата нивни, Бонската конвенција, САјТЕСТ, трговија со загрозени видови, тука ни е црвената листа на загрозени видови на нашата држава и така натаму. Тука ги споменуваме, нели, заштитените подрачја. Со самото прогласување на заштитени подрачја се зачувуваат и живеалиштата на дивите видови. Од голема важност ни се мониторинг активностите кои што се спроведуваат, нормално и програмите и акциските планови кои што се реализираат во нашата држава, како што е програма за зачувување на балканскиот рис, програма за проучување на птиците, потоа акциските планови за кафеавата мечка треба да се подготви моментално и слично. И секако нормално тука е подигнувањето на јавната свест на која постојано, нели, секојдневно ние работиме. Ангела, колку ние како граѓани придонесуваме за заштита на дивиот свет? Па добро, со оглед на тоа, сето она што ни се случува во овој момент, не можеме да се пофалиме дека придонесуваме за заштита на дивиот свет. Сето она, нели, што ни се случува околу нас, масовната урбанизација, потоа инфраструктурните објекти кои што се реализираат, патишта, брани, го попречуваат движењето на дивиот свет, на животните, нели, постојаното загадување кое што ни се случува околу нас, пожарите кои што ги имаме, за жал, исто така негативно влијаат врз целокупниот див свет, така што имаме навистина еден долг пат за одење за да се подобри состојбата, односно популацијата на сите животни кога станува збор за дивиот свет. Тоа сето ќе го постигнеме со активна еколошка едукација, нели, на најмладите пред се. Дали тоа се единствените закани по дивиот свет во моментов, Ангела?
Во овој момент, значи, пред се, значи, се соочуваме со, како што споменав, масовната урбанизација. Ние најголема закана затоа што нели се уништуваат живеалиштата и морам да ги споменам климатските промени кои што за жал ни се случуваат. Со покачување на температурите, голем број од животните ќе си го пронајдат своето место во поповолни услови каде што им е попогодно за живот и развој. И секако најголемите закани ни се и нормално илегалниот лов кој што ни се случува околу нас и го имаме. И Ангела, околу нели при крајот разговорот околу последниот извештај за животот на планетата на Светската организација за заштита на природата ни покажува дека во последниве 50 години популацијата на цицачи, птици, риби, водоземци и влекачи е намалена за дури 68%. Оваа тема ја споменавме и со претходната гостинка. До тебе прашањето колку див свет би имале за 50 години од сега во Националниот парк Галичица ако го следиме овој непопуларен тренд? Не можеме да го спречиме исчезнувањето на видовите, можеме само да го забавиме според мене. Во овој момент знаеме ни се случува 6-тото масовно изумирање, каде според научниците ќе исчезнат околу голем број на видови во следните децении. Се смета дека околу повеќе од 45% ќе ни исчезне од животните. Така што треба сите ние нели да придонесуваме за зачувување на дивиот свет, да го намалиме пред се загадувањето, да ги спречиме пожарите, да се потрудиме едноставно да придонесеме што е можно повеќе, како што се програмите и мониторингот кој што го спроведуваме и самите ние во националните паркови за зачувување на дивиот свет.